Во новото издание на DigiPlus, што ќе понуди новото издание на најголемиот настан за иновации во светот CES 2025, кој се одржува оваа недела во Лас Вегас. А ќе зборуваме и за најновото видеоигра во светот на легендарната Dragon Ball франшиза, Dragon Ball Sparking Zero. Гледајте не до самиот крај. Добро дојдовте во новото супер интересно издание на дигиталните вести. Во денешното издание на DigiPlus се ќе биде во знакот на иновациите со оглед на тоа дека на стартот на оваа година стартуваше најголемиот настан за иновации во светот CES 2025. Вистинско време и оваа година да посветиме големо внимание на најголемите и на новите иновации во светот оваа година. CES, или Consumer Electronics Show, е еден од најголемите и најзначени светски технолошки настани кои се организира од 1967 година. Овој настан е платформа за иновации каде што компании од целиот свет ги презентираат своите најнови технолошки достигнувања. CES се одржува секоја година во Лас Вегас на огромна изложбена површина од над 232.000 квадратни метри. Настанот привлекува над 170.000 посетители, вклучувајќи водечки иноватори, инвеститори, новинари и ентузијасти на технологијата. Се смета за место каде што иднината на технологијата добива конкретна форма, со презентации од сектори како вештачка интелигенција, роботика, автомобилска индустрија, гейминг и паметни уреди. Настанот служи како одскочна даска за стартапи и е место каде што се случуваат партнерства и деловни договори кои го обликуваат дигиталниот свет. CES е од витално значење за следење на технолошките трендови и за откривање на револуционерни иновации кои влијаат на секојдневниот живот. Со илјадници изложувачи и десетици илјади производи, овој настан го одразува напредокот во глобалната технолошка индустрија. Од лични уреди до паметни градови и автономни возила. CES е место каде што визијата за иднината станува реалност. Неговото значење е огромно бидејќи поставува нови стандарди во индустријата и ја прикажува моќта на технологијата да го трансформира светот. Следните минути шетаме низ сајмот, издвојувајќи дел од најатрактивните и најголемите изложени иновации кои дефинитивно ќе го променат нашето секојдневие, а и го задржаа нашето внимание. CES 2025 започна со спектакуларен старт и од првиот ден е јасно дека сведочиме на огромен скок во развојот на вештачката интелигенција и технологијата. Лични уреди, гейминг, автомобили, роботика, па дури начинот на кој што индустриите функционираат. Лас Вегас е преполн со над 4500 изложувачи од целиот свет, а вештачката интелигенција е звездата на настанот. Размерите се неверојатни, 232.000 квадратни метри исполнети со револуционерни технологии кои подигнуваат иновацијата на сосема ново ниво. Искрено, NVIDIA го украде вниманието. Дженсен Хуанг, извршниот директор на NVIDIA, излезе на сцената и веднаш се почувствува дека следува нешто големо. Неговото обраќање не беше само обична презентација, туку како поглед во иднината. Новите GeForce RTX 50 серија графички процесори беа во центарот на вниманието. Изградени на Blackwell архитектура која веќе се смета за промена на играта.
Самите спецификации се неверојатни. Врвниот RTX 5090 има 92 милиарди транзистори и може да извршува 3352 трилиони AI опции во секунда. За споредба, ова не е само подобро, ова е сосема ново ниво на перформансите кои ги прави сегашните врвни графички процесори да изгледаат споро. Неголемото изненадување сепак беше цената на RTX 5070 со цена од $549. Овој процесор нуди перформанси кои што се изедначуваат или дури ги надминуваат оние на RTX 4090, кои досега се сметаа за врв. Нудењето на таква мокност по толку достапна цена е речиси нечуено. Но не се работи само за суровата мокност. Новиот DLSS 4 на NVIDIA ја унапредува рендеринг технологијата со вештачка интелигенција со тоа што генерира 3 дополнителни фрейма за секој еден што го рендерира графичкиот процесор. Резултатот е помазна игра, подобри детали и значително намалување оптоварување на системот. Додека геймерите несомнено ќе имаат корист оваа технологија оди далеку надвор од геймингот, со примена во индустриите како архитектура, филмска продукција и други. Но NVIDIA тука не застана. Тие ја представија Космос платформата, дизајнирана за симулирање на реалниот свет за обука на AI системи. Замислете да можете да креирате цели виртуелни околини, каде што роботи и автономни возила можат да научат како да се снаоѓаат во сложени ситуации пред да се пуштат во реалниот свет. Партнерството на NVIDIA со Toyota исто така привлече внимание. Престојните возила на Toyota ќе бидат опремени со суперкомпјутерот AGX Orion и оперативниот систем Drive OS, што ќе ги направи нивните напредни системи за помош на возачите поинтелигентни и побезбедни. Toyota има амбиции што надминуваат автономни автомобили. Тие градат цел паметен град наречен Waven City под планината Fuji, кој треба да се отвори подоцна оваа година и ќе биде жив лабораториум за AI, роботика и автономни возила. Тие дури објавија и планови за летачки автомобили во соработка со Joby Innovation. Ова звучи како научна фантастика, но се случува. AI не доминираше само во автомобилскиот сектор, туку е присутна насекаде. NVIDIA истакна дека нивниот пристап кон агентската вештачка интелигенција е следното ниво. Ова не се само чет-ботови или гласовни асистенти. Овие AI системи можат да размислуваат, планираат и да действуваат независно.
Неверојатно нема што. CES 2025 донесе огромен бран на објави, а многу повеќе и допрва следува. Се движи сели пребрзо или ова е начинот на кој прогресот треба да се случува? Што мислите вие? Welcome to the future of dining, happening right now in China. No, this isn't CGI or a futuristic dream. It's reality. Imagine walking into a restaurant where no waiters rush around, no chefs yell orders across a noisy kitchen. Instead, robotic arms and AI-powered systems take care of everything, from cooking your food to delivering it straight to your table. It's not just a novelty, it's a game changer in how we think about dining out. Let's start with the heart of any restaurant, the kitchen. In China's automated restaurants, human chefs are replaced by robotic arms that work with unmatched precision. Picture a robotic arm effortlessly slicing fresh vegetables, stirring a wok, or boiling noodles to perfection. These machines are programmed to replicate the skills of master chefs, ensuring every dish is cooked just right. Whether it's a perfectly seared steak or a steaming bowl of noodles, the robots execute recipes with incredible consistency, speed, and hygiene. Once the food is ready, the magic continues. Say goodbye to waiters weaving through crowded dining rooms with trays of food. In these futuristic restaurants, robots take over the job of serving. Self-driving delivery robots glide smoothly between tables, carrying hot dishes with the utmost care. They use advanced navigation systems to avoid obstacles and ensure your order arrives piping hot. Some even greet diners with cheerful messages, making the experience not just efficient but fun and memorable. Customers also play a key role in this seamless system. Ordering is done via touchscreen menus or mobile apps, making the process quick and intuitive. You can browse a wide range of dishes, customize your preferences, and watch as your order comes to life in the open kitchen. Many of these setups even have screens showing the robotic arms at work, turning the meal into a live performance. Сега вистинско време за кратка пауза со реклами, па се враќаме назад со уште нешто интересно во гейминг минутите. Еве не назад во DigiPlus. Ако не следите редовно, сигурно вие се подготвени вашите мобилни за да скенирате нови попусти од нашите пријатели Анхоч. И ова емисија ви нудиме можност да го скенирате QR кодот кој што го гледате на вашите екрани и да го добиете електронскиот купон со попусти за нови супер производи само за вас. А додека вие скенирате, ние продолжуваме со гейминг рубриката во која што за денеска ќе зборуваме за Dragon Ball,
Sparkling Zero. Dragon Ball Sparkling Zero е најновата видеоигра во светот на легендарната Dragon Ball франшиза. Ова акциона борбена игра нуди неверојатно детална графика, напредна механика на игра и возбудливи битки кои внесуваат магија на анимето во интерактивен формат. Развиено е од искусен тим, играта комбинира класични елементи на Dragon Ball со нови и свежи идеи за модерните геймери. Главен фокус на играта е режимот Clonical Battles, каде што играчите патуваат низ времето и учествуваат во најлегендарните борби од Dragon Ball историјата. Sparkling Zero вклучува огромен број на карактери, почнувајќи од оригиналната серија па се до најновите Dragon Ball супер ликови. Секој лик има уникатни способности, потези и трансформации, вклучувајќи ја и легендарната Ultra Instinct форма на Гоку. Играта воведува и нов систем наречен Energy Link, кој овозможува комбинирање на способности меѓу сојузници за уште посилни напади. Играчите можат да ги персонализираат своите тимови и да ги прилагодат стратегиите според нивниот стил на играње. Sparkling Zero има и режим за онлайн борби, каде што играчите од целиот свет можат да се надпреваруваат едни против други. Еден од најголемите адути е неверојатниот графички стил, кој совршено ги доловува сцените од анимето. Деталите во околината, анимациите и специјалните ефекти се на највисоко ниво, создавајќи автентично Dragon Ball искуство. Саундтракот е епски, со оригинална музика, која ги поттикнува емоциите за време на битките. Dragon Ball Sparkling Zero не е само игра, таа е целосно патување низ светот на Dragon Ball. Освен борбените режими, играта нуди авантуристички делови, каде што играчите истражуваат планети, собираат ресурси и откриваат тајни заекнувања. Разработени се и мини игри како тренинг со Мајстер Роши или лов на магичните топки. Играта е достапна на повеќе платформи, вклучувајќи PlayStation, Xbox и PC, со поддршка за крос-платформско играње. Dragon Ball Sparkling Zero добива редовни ажурирања со нови ликови, арени и мисии кои одржуваат играта свежа и интересна. За љубителите на Dragon Ball, оваа игра е совршен начин да се нурнат во омилениот универзум и да се соочат со своите херои. Со мокната комбинација на иновативни механики, неверојатната презентација и лојалност како оригиналната приказна Dragon Ball Sparkling Zero се издвојува како најдобриот додаток на Dragon Ball игрите досега. Ова беше уште една интересна игра, но и уште едно интересно издание на DigiPlus за сите оние кои што не следите редовно, веќе добро знаете, ако нешто сте пропуштиле, нормално дека не имате и во репризните изданија на Телма, но исто така и на нашиот YouTube канал DigiTV.mk. Следете на социјалните мрежи и не заборавајте да читате и гледате се она што ви го подготвуваме, цел тим на DigiPlus, она што ви го подготвува преку digitv.mk на нашиот вебсайт. До следната недела ќе се потрудиме да најдеме уште интересни иновации и дигитални вести. Во меѓувреме, гледате Телма. Чао!